Еве една благодарност од мојме како градоначалник, од Совет, од жителите на општина Кавадаци до амбасадорот на Евростонија господин Игрев за неговата посета и за неговата објективност и транспарентност на денешниот ден и во разговорот со мене како градоначалник, меѓутоа и во разговорот со советниците и со граѓанскиот сектор. Разговаравме на повеќе теми во делот на функционирањето на локалната самоуправа. Знаете дека Европска унија е голем поддржувач на општина Кавадарци. Од неизминатиот период добивме компјутеризирана томографија во општа болница, донација од Европска унија. Претходно имаме многу повеќе инфраструктурни и капитални проекти спроведени во делот со поддршка од Европска унија и разговаравме за клучниот дел во нормално со оној преспански договор кој што ги имавме во делот на пробивањето и пуштањето во употреба на граничниот премин Пулјевац, кој што треба заедно со Република Грција да биде еден благодет за жителите на Теквишијата, меѓутоа и за жителите на Република Грција во делот на Едеса, каде што ќе имаме едно социализирање, економски аспект, туристички аспект и секој благодет. Амбасадорот е расположен да слушна доста наши идеи и потреби кои што ги има општина Кавадарци. Нормално ние се заинтересиравме во делот на предпристапните фондови, во делот на отворените фондови на Европска унија према Северна Македонија и према локалните самоуправи. Така да како општина ги следиме сите разбидувања и ги следиме отворените фондови за да можеме да придонесеме на локалната самоуправа, на нашите сограѓани и жители на општина Кавадарци да им направиме подобро утро и нормално со животот да се крене на повисоко ниво. Сами знаете дека општина Кавадарци има невработено само 3%, меѓутоа ни недостасува она што значи дел од тие предпристапни фондови, дел на подобар соживот, дел на дигање на стандард на граѓаните и нормално во секој аспект од социјалниот аспект на жителите да имате на поголема стабилност, сигурност и поголем стандард. Нормално зборнавме и за предпристапните преговори. Општина Кавадаци и жителите на општина Кавадаци сега се за приближување кон Европска унија, а овој пат се и на прагот да може да се завршат тие предпристапни преговори, да и државата и нашата локална самоуправа заедно со нашите жители почна да го осеќаат тој бенефит од Европска унија, затоа што и сами знаете дека денеска живееме во една економска криза, во една енергетска криза, кој што сами тешко можеме да ја надминеме, така да заедно сме помоćни и заедно можеме да бидеме единство и да имаме подобар стандард. Навистина е представо задоволство да бидам тука во Кавадарци, исто така да што имавме можноста да имаме средба со градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Јанчев, и исто така имавме можност да се сретнеме што општинскиот совет. Нашата денешна посета има 3 цели. Нашата прва цел за денешната посета е се разбира да се искаже пријателството кој што Европската унија го има со општина Кавадарци, како што веќе беше кажано самиот градоначалник. Всушност, тоа пријателство помеѓу Европската унија и општина Кавадарци е демонстрирано и покажано на многу начини од страна на Европската унија во контекст на финансиската поддршка која што Европската унија има дадено за овој град и за граѓаните на општина Кавадарци преку фондови за развој на земјоделството, кое што вклучува исто така економскиот развој во сферата на образованието со програмата Erasmus Plus и се распира во сферата на здравството со донација на Европската унија за болницата во Кавадарци на компјутерска томографија, исто така како што веќе беше нотирано од страна на градоначалникот, меѓуграничната соработка која што односи придобивки за овој регион. И исто така, втората цел од денешна посета е многу обична, многу едноставна, а тоа е да ги слушаме граѓаните, да го слушнаме градоначалникот на општина Кавадарци, да ги слушнеме исто така и граѓаните. Веќе имав многу добар состанок, многу добра средба со општинскиот совет на општина Кавадарци, каде што ги изразеа своите размислувања заедно со мене. Се разбира дека исто така во текот на денешниот ден ќе имаме представници со граѓанските здружња
друженија со младите луѓе во општина Кавадарци, меѓутоа исто така ќе имаме можност за една средба со обичните граѓани, се со цел да ги слушнеме нивните размислувања за тоа како да го подобрат својот живот. Исто така, од другата страна, третата цел на денешната посета е да објаснуваме како представници на Европската Унија, затоа што веќе ви е познато дека во јули оваа година пристапните преговори со вашата земја беа отворени и од тогаш сите работиме за изградба на овој моментум и првиот чекор во пристапниот процес, така наречениот процес на скрининг, кој што се започна со заеднички состаноци во Брисел. И се разбира дека ние тука како Европската Унија исто така имаме средба со локалните власти, со представниците на граѓанските друженија, со обичните граѓани, се со цел да им објаснуваме што е значењето на пристапниот процес, која е улогата која што сите чинители во општеството треба да го одигруваат, затоа што сите треба да бидеме свесни дека секој треба улога за одигрување. Затоа што сето тоа, значи овие средби со граѓаните всушност им објаснуваме што значи пристапниот процес, кои се придобивките кои што ќе ги носи тој пристапен процес, меѓутоа и која е улогата на самите централни, локални власти, меѓутоа и на самите граѓани кои што треба да ја одигруваат. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври по предвечерието на големиот македонски празник ви најавуваме голем спектакл во салата Јасмин Кавадарци со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Честит празник, Македонијо! Бензинска пумпа ДМД Оил.